Гледате колку убава енергија ни донесува вака рано изутрина да уживаме во нивната уметност, во она што го прават, создаваат, креираат и презентираат пред својата публика веќе 25 години. Имаме само мал дел од ансамблот овде во студиото, но овие дами ќе ни раскажат за суштината на постоењето на ова Руско културно-уметничко друштво Славјанка, како и да ни најават едно убаво случување. Добро ви утро, драги дами, и добро дојдовте. Добро утро. Ќе ја представам веднаш гостинката до мене, тоа е Олга Деспотовиќ, која што е уметничка раководителка како и диригент, но и основач на Славјанка. Па во тој контекст, Олга, да почнеме веднаш со идејата околу формирањето на ова друштво. Идејата на формирање на друштвото Славјанка и на ансамбл Славјанка е со цел да зајакнеме културните врски помеѓу македонскиот и рускиот народ преку песна, преку музика и општо музичко творештво. Така. Сакавте да се пренесе сето тоа, да направите, да формирате една убава екипа, нели, односно со големо членство. Колку членови брои денес ансамблот? Денес се броја 16 души во ансамблот. Имавме и по добри времења, кога имавме и по 20 и повише членки, ама може би не е битна толку количината на членки, а битна е квалитет на пење, битен. Така. И битно дека нашите членки сите многу залюбени во руската музика, руска песна, руска култура и со задоволство доаѓаат на нашите проби, музички и хорски проби и оставуваат буквално позади себе сите обврски домашни, овие рутински, тешки и доаѓаат редовно на хорски проби и учествуваат во сите манифестации во кои што учествува ансамбл Славјанка. Да, но претпоставам дека сето тоа практично, иако е тежок денот, иако е со многу обврски, дека представува и задоволство. И веќе ја прашам Даниела Царулевска, која што е исто така членка на ансамблот. Од кога сте дел од ансамблот? Јас веќе ви благодарам. Јас веќе 10 години сум членка на овој ансамбл Славјанка и чувството пред се доаѓа од љубовта кон културата и традицијата на еден прекрасен народ, на една прекрасна земја Русија. И сплотени заедно имаме доста членки кои што се со потекло од тие краишта. И ние македонките едноставно сме како една фамилија која што не зближува музиката, која што не знае за граници, исто така и љубовта. Споделуваме помеѓу нас и радости, и некои моменти што во животот е тој, поготово во ова невреме, исполнети со некои стресови, брз живот не ослободува и едноставно во тие моменти забораваме на сето тоа, препуштени сме на убавиот ритам на нивната прекрасна музика, која што ни лечи и душа и истото кога ќе го пренесеме во публиката, се чувствува таа позитивна енергија со радост и не обзема сите некоја така убава за време на празници еуфорија, која што со нашата енергија ја пренесуваме на публиката и уживаат едноставно со нас. И убаво е, поготово ние женскиот свет, нашиот хор има само женска како сестринство се, ете така. И со тоа некако јас го гледам значењето на тоа благодарение на нашата почитувана Олја, нашата диригентка, која е прекрасна особа, така знае да не држи кога треба, како што треба професионално, ако сме сите со од хоби, меѓутоа меѓу нас има и доста што се со музичко образование и знаат да се носат со тоа. Благодарение на Олјичка исто, како што кажав, не држи во моменти кога знаеме малку да се ослободиме, меѓутоа сме сериозни кога доаѓаат вакви настапи, секогаш, без разлика на се друго. И сакам да се надоврзам на муабетот за женската сила и енергија. Ова значење на хоров како во женски, не дека сме против нешто. Апсолутно. Она, да речам, до толку строги кон машкиот дел, него со почит кон себе си, она го даваме значењето на
жената како столб во општеството, во семејството и покрај сите работи успеваме еве вака и сами да си препуштиме некое задоволство преку хоби. И силата е, мислам, во нас, исто и онај рускиот дух, рускиот режим. Ние македонциве го гледаме тука. Точно така. Ние македонскиот народ сме премногу љубезни. Не другите дека не се, меѓутоа знаеме понекогаш така лабаво да покротки сме, да, во еден поздравен говор на пред 8 години, мислам, беше рускиот амбасадор, кога заминуваше неговата сопруга, така ни шала малку, вика, прекрасно се чувствувавме во вашата татковина, во Македонија, само едно не научивме да не работиме. Добро, добро. Ете така, ви благодарам. Да, вредни сме, апсолутно, ти да ќе се согласам. Не, тоа ми шала, зашто, извинете, пошто малку знаеме ни е така да си се носиме слободарски. Да, точно е, дека и тоа е наше обележје. Но сме и добри домаќини. Апсолутно. Апсолутно. Викторија Велева е исто така со нас. Од кога сте вие членка на... Јас сум од 2008 година. Се вклопив во Руското културно-уметничко друштво Славјанка. Ме влечеше рускиот јазик, култура, обичаи. Вие исто немате потекло некое... Немаме. Така. Нивната кујна ме привлече исто. Имаме гостувано на ова лето во Скопје на Охридско лето гостувавме. Потоа имаме во Мерак Мејана исто пееме. Така да имаме многу заеднички дружења, патувања, Струмица, Куманова, из Македонија и надвор од Македонија. И како две поетеси може да се пофалиме, ние двете сме колешки. Сигурно лирскиот израз на песните не привлекло нас да земеме учество во овој хор. Посебно ме привлекува описот на лириката на песните кои што се опишува природата, како да збора, брезите како да прозборуваат. И опишува из нашиот репертоар се опишува војната во темната ноќ. Значи чувствата на војникот кон љубената во последните моменти како она го очекува. Значи лирските описи и за љубовта, и за обичаите, све е пренесено преку песната, тагата, љубовта. Така. Све е сплотено. Значи, и тоа не исполнува. Интересно е така како поетисите да го доживуваат воопшто, нели, песната ни таа лирика. Ако влеземе со некоја тага, после пробани сме како продуховени, како да сме дел од таа руска душа, ја попримуваме таа душа. Така. Даниела, сакавте да прочитате нешто? Да, во контекст на излагање, да, сакам да ви се представам, не треба представи, ние сме доста и креативни, не има доста во членовите, помеѓу членството во Славјанка. Ова е моето издание, имав промоција пред една година и сакам посветив од таа љубов, културата, традицијата, просто ги обожаваме, значи народ кој што векови и векови пренесува на генерации и уме во тоа умешно и треба да ни служат за пример како треба да се негува и да се чува традицијата низ вековите и обстојањето, да се пренесува и на младите. И сакам да споменам, имаме една наша членка, Мими, незината внукичка Клара, една од најмладите, има 9 години или 8 беше, не е битно, ги поздравуваме сега. И од преголема љубов доаѓа со незината баба и исто се појавила на неколку настани со оние сарафани наши, со козачки, така во тој стил со круни, ужива, едноставно се раѓа љубовта кон се пренесува, ете така, да ја научи, да ја осозна и културата и на другите народи, што многу значи за сите нас, да не должи многу. Да, само че ви се представам сега во чест на наше 25 годишен јубилеј. Ова акростих ми е посветена на рускиот хор Славјанка. Сета љубов од души сродни лета до срца ледени и топли, а од грла рујни ечи весела песна и дури ни јас така горда македонска жена, а влюбена во рускиот козак, немирна останувам в трепет ми тело, кога стихот нежен, слободарски, мојкен, акордите ке го вивнат ко гулап на мирот. Вивнат од Чара до Урал, од Вардар па до Волга, испратен од мојкните славјански грла.
Браво, навистина прекрасно се гледа емоцијата која што сте ја развиле учејќи за руската култура, за руската уметност, за руската песна. Како сте задоволни, Олга? Како овие членки кои што можеби не се со руско потекло и пак не се можеби музички едуцирани, како што кажа, го перформираат, односно го изразуваат, го доловуваат она што треба да го долови руското хорско пеење? Но јас сакам да кажам дека како прво во нашето друштво ние примаме не по националност или нешто друго, а примаме сите луѓе, сите жени што сакат руска култура, што заинтересирани во руска култура, што знаат и сакат руска поезија, музика, песна и би сакали да продолжат да ја запознават подобро, затоа што на нашата проби, на наши хорски проби, ние само нормално ние пееме и учиме песни, ама многу материјали се дават за знаење на руски јазик и објаснување на споредување со македонски јазик, затоа што многу зборови се слични и тоа представува интерес за членки на Славјанка, освен пење, освен музика, освен настапи. Значит, ја многу сум задоволна со моите девојки, како јас ги викам, девојки, членки на Славјанка. Да, и многу ги сакам и толку години, 25 години давала своје знање на нив и би сакала да продолжим и понатаму да бидам. Треба да бидете горди. Да, треба да бидете горди. Нашата соработка со Олја. Така е. Се гледат емоциите, дури да не ги кажете, се гледат дека се заедно. Сега, помеѓу сите тие гостувања што сте ги имале, освен настапи низ Македонија, нели рековме и вон границите, дали имаше, се појави прилика, можеби некогаш во Русија да ги одведете девојките, односно да настапите? Да, свое 15-годишното постоење ансамбл бележил со патување во Русија, во град Јарославль на меѓународен фестивал, тој што поминува секоја година во Јарославль, и со пригодна и интересна програма, која што беше составена не само од руски репертуар, но и носивме во Русија македонска песня. И то изворни песни, интересни, како, например, Брала Мома Капина и други. И Македонско девојче, нормално и други. А најинтересно беше наше представување на македонската етника. Ние носивме македонски народни костюми. И во тие македонски народни костюми настапувавме на фестивал. Тоа беше многу, буквално, не знам како сега викат, нешто... Публиката толку не прифати руската публика. Се воодушевија, верувам. Како што ние тука се воодушевуваме, нели, на руската култура и на целиот фолклор. Ете и вие убаво сте се представиле таму. Да, и успеевме да запознаме публика руска, да распространиме таа македонска песня на тој фестивал. Освен тоа што на фестивалот многу имавме настапување на руски телевизија таму и руско радио, и плюс тие новинари што доаѓале на фестивал, обовезно имали со нас разговори и ние се обидовме да раскажеме за нашата Македонија. Да. Тоа се случи на еден нивни настап од Јарослав во Охрид. Ја летував таму и ги запознав и разменивме контакти и така се оствари таа наша соработка. Да, прекрасно. И се уште трае, да ви кажам право, комуницираме и очекуваме и они да ни ја возрадат таа посета. Така. Како стоите со рускиот вие две? Гледаме Олга супер се зборува македонски, таа тука живее. Да, се роди љубовта и кон други членки кои што се малку повозрасни и во соработка со факултето и руски центар има можности да се запознаат со учење на истиот и се некој веќе. Ние со Викторија сме веќе 8 година. Успешно со љубов соработуваме. И во овај момент ја поздравувам прекрасната сите од Руски центар, поготово нашата Елена професорка, прекрасен педагог. Елена Обухова. Како човек, како
личност, русинка, мажена во Охрид, и групата прекрасно, значи искуството е убаво и колку јазици човек познава, толку Кој е побогат. побогат и вреди. Така ќе го спомнат мојот татко, така велеше, беше премногу мудар и голема вистина има во таа реченица. И нашите песни македонски, седумосмински, така беше, господ Јагич, многу му е нив интересен и го сакаат. Русинките што се помеѓу нас малку така во шала вика леле, аман сова ваше, вика не можеме да го стасаме. Да, темпото, брзо. Јужно темпо, да. Знаеш, ги обожава песните и мора да помине и со македонска песна. Едноставно убаво, ете така, дружење, искуства, доста работите, како што кажав, не исполнуваат и со љубов се споделуваат културите, традициите, како што каже мојата другарка, кујњата, нивните работи од гардероба, обичаи, некои побогатци со едноставно споделуваме меѓу себе и добро, убаво се согласуваме. Викторија, забележав дека, бидејќи спомна Олга, дека таму сте настапувале во македонски носи, кога бевте во Русија, но тука постојано си настапувате во одежда која што е карактеристична, нели, за Русија. Од каде ви се тие? Од каде ги набавувате? Ние сами ги финансираме, си ги шиеме. Една од носите се во козачки стил, другите се сарафавни, со круни, можете приметивте на видеообимот. Тиролки имаме, што ќе настапуваме сега во Холидеј на 7 февруари во 19 часот. Сите гледачи ги покануваме со широко срце да прифатат руската култура, да дојдат, да слушнат и Олја Деспотовиќ нормално сегаш е отворена со работка за прием на нови членки, така ли Олја? Обавезно. Да, Кој е добре дојден, Олга, да Сите биде? добро дојдени. Иначе, дали можем да најавам за наш концерт? Апсолутно. Затоа сме тука, да. Еве, повелите покана за ваша телевизија. Благодарам. Повелите на наш концерт. И само да прочитам, сите наши слушатели денешни покануваме на јубилеен концерт посветен на 25 и годишнина од руската култ-славјанка. Концертот ќе се одржи на 7 февруари, сабота, во хотел Holiday Inn Скопје, со почеток во 19 часот, а влезот е слободен. Повелите на наш концерт. Ви чекаме. Така. Прекрасна покана за сите вас, драги наши, од ова весело, раздрагано женско друштво кое што негува и поврзува и култури и традиции. Бидете дел од овој настан и уживајте во нивната песна, музика и уметноста која што ја создаваат. Ние ќе ви посакаме уште долги години, да нижете многу дружби, да правите нови изведби, да учите нови песни, нели, и да ни приредувате убави концерти во кои што сите ќе уживаме. Благодариме за гостувањето. Благодариме за поканата.